продолжуваме веднаш со нашите гости. Млади момци имаме во нашето студио, ке промовираме песна насловена Писма. Суза, јас ке оставам ти да си ги представиш, јас само накратко, какви писма сега со мобилната технологија, како дојдовте до таа идеја? Многу ми е интересно, затоа што вие сте онаа млада генерација која што дали не пишува писма. Така да, како дојде до оваа идеја? Па ете да кажам. И дали сте напишале писмо некогаш? Можеби од таа генерација што уште писмото не допираат и така да составивме некоја добра приказка. Убаво е да се чуе тоа. Да. Убаво е, навистина Сузе да се слушне, но ке слушнеме нешто многу повеќе. Повелете. Благодарам многу. Топол поздрав до нашите драги гости, ни допатува од Велес ова утро, Баже и Симеон, косплей дуото, кое веќе подолго време создава музика, обединува публика и нивната публика е секојдневно се побројна. Ова е нешто што ме радува на вистина, посебно затоа што Велес па и не е многу мал град. Веќе Велес порасна голем град стана. Така е, Сузе. Добре ни дојдовте. Добре најававме. Ви благодарам уште еднаш за прекрасната најава. И за втор пат имаме шанса да гостуваме. Некој за прв пат. Да. Симе за прв пат. Симе минатата година на одморни беше. Не ми беше лошо. Тогаш го остави Баже да се мачи овде сам. Супер ми беше, супер ми беше. И јас си бев како на одмор исто, да. Така, добре, веќе му дадеме избори на Симе, бидејќи ни е прв пат во студиото на Алфа телевизија. Вие сте двајца веќе долго време, како што реков, во една под името Cosplay Band, кој што секаков репертоар третира пред публиката, но ова што го правите е во еден многу интересен музички стил, еве конкретно за писмата, кој денеска ни се на дневен ред. Па да, мислам дека тоа сме ние всушност влијание некои кои сме ги попримиле преку музика што слушаме и ете, некако најприродно, најблиско до нас, да речем. До вашиот сензибилитет или до она што вие сакате да го отворите? Да, до тоа ние што сакаме да го отвориме. Најубаво се поврзавме така меѓу себе, карактерно и така да си влијаеме еден на друг. Автори на песната и на не другите песни сте двајцата заедно, заеднички се преклопувате. Како настана, ајде, писмата, бидејќи тие ни се денеска ги промовираме? Работиме доста ние вака на музика, кога ќе седнеме со него, си имаме некое студио така кај него во куќата импровизирано, добро направено, со добри услови. И седнуваме и таму твориме така некоја музика. Имаме доста материјал направено, да кажам, изминатава година, со што можеме да се пофалиме. Сега полека работиме, не сакаме наеднаш сите синглови да бидат издадени. Такви ни се моментално и условите што можеме да пристапиме вака на поглед на музика конкретно. Имаме материјал за албум. Сакам да го поздравиме нашиот продуцент Темелко Андреев од Велес, што исто така многу ни помага во нашата соработка. Поздрав и до Иво Иванов, да не го заборавиме. Видеопродукција. Може и мама и тата ги поздравам вака од емисија конкретно. Па зошто да не? Тие се најглавни, најклучни од се. И исто вака сограѓаните нашиот Велес и целата македонска. Одлично. Интересно е што спотот за писма кој ќе го види нашата публика малку подоцна. Да, може. Е снимен во студио на една бела позадина која толку чисто делува, толку делува симпатично, толку делува посебно. Некако почна моето око да не ми прифаќа темни визуелни слики, фотографии, колку и да е тоа уметнички изведено, колку и да е тоа професионално изведено, но некако моето око гледачко бара секогаш да има некоја светлина во целата таа порака. Дали ова приказна бела ја смисливте однапред или испадна така на крајот? Мислам дека спонтано беше. Ама некако ете спротивно од првата песна, бидејќи така беше потемна. Намерно сакавме некако, не со некоја причина, едноставно ето така. Да се експресионираме така. Така осетивме. Не се водиме според нешто конкретно. Имавме некоја добра сугестија исто од видеопродуцентов што беше и така некои спојни уметности негови идеи прифаќаме секогаш да
работиме за нешто ново, ете така, и мислам Идејата дека за сценаријата до негди сами си ги смислуваме и тоа да поменеме. И по чорапи, тоа што сте сами си го по чорапи. смисливте? И наши се чорапите, не се едноставни. Да не е некоја грешка дека сте боси, дека сте по чорапи во видеото, ама после видов дека е таква осмислена сепак приказната и тоа Сметаме дека делува поинтересно ќе биде. многу оригинално. Да, Пошарено, аутфитите ни поколоритно. се баш се менјаваме кога ако имаат приметено вака и гледачи, аутфитите ни се кога јас сум натапани, пример, сум во тој аутфит, па после Симе кога е со истиот аутфит. Секој музичар си има аутфит. Да, значи као делуваме као еден бенд, али ги менјаваме истите изданија на облекување. Одлично. Да. Така Што се однесува до вашите настапи во живо, помеѓу публиката, еве деновиве сигурна сум дека имате многу настапи, почнуваат матурските вечери. Точно, да. Ми кажавте дека доаѓате од една матурска директно кај нас во студио. Да, работиме, значи ние напорно вака со свиркиве низ Велес, локално доста многу сме пробиени Пупу машала да не ве урочам, да има подречеме, многу уште работа. Да, супер имаме пристапено вајде на наше локално поднебие. Поздрав до Велешани. Да, обавезно еден поздрав до нив. Сме што така добро не прифаќаат и исто така имаме поддршки со авторски изданија што ги правиме. Така да се случува нешто ново, а во поглед на свиркиве, петок, сабота, недела, па мислам дека мај, јуни, јули имаме доста ангажмани. Ќе се потрудиме, сакаме здравие Боже, ние покрај свиркиве да после албумот да сме живи и здрави, како рекле, да направиме на некој поголемо платно нешто, да некој издание како концерт, мини концерт ли ќе биде, ќе настапуваме или на. А зошто да не? Па да. Велат внимавај што ќе посакаш може да се оствари. Да. Желбата е многу важна и визијата и фокусот. Маштата, да. И фокусот на сето тоа. Кога ќе се стави фокус на нашите жилби, јас мислам дека нема пречка што може да ве спречи. Симе, без што не поминува една ваша редовна свирка? Без кои песни не поминува? Сигурна сум дека пеете песни од многу повеќе жанрови и од многу изведувачи. Па да, мора да мешаме, си прилагодуваме на потребите од публиката и секогаш се трудиме да има фидбек од нив, да има интеракција. Значи, ако нема интеракција, нешто не правиме како што треба. Песни конкретно, секогаш гледаме, се трудиме повеќе на македонско, да се ориентираме на македонски репертоар. Тоше не може да помине вака свирка, тоа конкретно Тоше Проески, мислам, ние толку врежам. А и не дозволуваме да помине, мислам дека не би било убаво да не се отсвири и да се отпее. Суштина е прифатен и од постарите, и од помладиве генерации, дури и од најмладиве, дури и од матуранти. Тие кои него ни паметат, кои него ни познаваат. Тоа ни е баш... Тоа значи дека нешто тоа ме радува, има доста голем белек остаено и чекориме баш по некоја таа идеологија на правење на музика, пошто остави добар пример како треба еден артист да пристапува. Да. Према музиката и према луѓето и према државата и према себе, останати работи, мислам дека се што е живо во природата, да. Човеколюбец, голем човеколюбец, голем хуманист. Го зимаме како чист пример, мислам. Не само за музиката, за се. Али во Македонија секогаш знаеле да изненадат артисти, така ние имаме квалитетни артисти, имаме квалитетна музика, се прави баш ние драго, еве ние како вака по-нови малце сега се гураме да речеме. Си го наоѓате своето место. А за сите има место и јас мислам дека колку е поголема конкуренцијата, толку е поголем и квалитетот, бидејќи тоа ни е предизвик за да бидеме што поквалитетни. Симе, покрај тоа што го работите ова со косплей, ти си и вработен како корепетитор во средното музичко училиште, ти си пианист, но секојдневно патуваш на релација Велес-Штип, така? Да. И како изгледа тоа? Па многу нормално, не е нешто. Во колку почнува твојот ден? Во колку часот? Па, пошто индивидуална работа е, повеќе сум подоцна, да, што ми одговара искрено, многу сакам сабајлето да го имам некако за мене, некои ритуали. Така да, оприлика така изгледа. И навика, како и секоја работа навика. И се променува во работа. Има ли добри пианисти во ученици во училиштето? Има доста музикални деца. Штип од секогаш изненадуват со... Колку ви помага сега овај модерен начин на
на живење со паметните телефони, кога благодарение на неколку апликации се ни е полуподготвено, треба само да знаеме како да се снајдеме и треба да си го прилагодиме на нашите потреби и барања. Доколку човек знае како да направиш, што знам, и да се дистанцираш од некој баланс, да направиш, може да биде од корист. Некогаш се случува сега и да се заглави на него непотребно, али доста помагаат, помагаат. И со идеи, што и да ни треба и да нешто, дали инспирација или било што да видиме, секогаш дека на интернет ќе пронајдеме нешто и секогаш од полза. Како професор по пијано, си поддржувач на оние апликации за учење пијано на телефон? Ти искрено не. Искрено не, тоа е моje мислење. Така. Значи, секој кој што сака да научи да свири некаков инструмент, немојте да го правите тоа преку телефон, обидете се директно со човек кој што е квалификуван за таа област, за тој инструмент, да си го научите, да си го свирите инструментот, тоа е она вистинското. Доколку нема опција, може и тоа ете, зошто да не. Некоја добра импровизација, пример. Да. Да, зошто да не. Никогаш не вело, никогаш нели. Така е, баш и што правиш ти друго во слободното време? Ја во слободно време низ веле со логистика поише така околу на животни. Да, и баш така со мачиња наши тука. Он военно и пиар менеджер ние. Да. Добро, низ веле сум нон-стоп така сум испанот. И како пулсира Велес? Како живее Велес? Има ли доволно добар ноќен живот? Да, не можеме да се пожалиме искрено. Не можеме да се пожалиме моментално. Сега види, глобалната ситуација удржава со нокниве, со дискотекиве, конкретно со клубови, ние, нели, маце е затаена и со однос на работите што се случува изминатиот период. И така да, не дека разбуди ли тоа, ме интересира, разбуди ли оваа голема несреќа и трагедија во Кочани, која немерлива е, немам коментар. Дали разбуди во вас музичарите потреба да кога настапувате некаде се запрашате од каде ќе влезам јас? Дали ќе влезам од истиот влез од кој влегува публиката или натаму ме поведе, природно муабетов ме поведе натаму. Значи сигурно чувствуваме нешто, да, точно има. Свеста е на многу повисоко ниво. Искрено чудно. Барате ли стандарди сега кога договарате услови и време и простор каде ќе настапувате, размислувате ли на тоа прашање, бидејќи природно е секој човек сега после сето ова кое за жал е непоправливо. Немам коментар. И да се прашаме колку сум безбеден јас во тоа место каде одам да се заработам. Точно, добро, не само на добро прашање, добра тема е тоа, некако... да. Не би рекол дека сме баш сегде, нели, најсигурни секогаш носиме со нас некоја доза на ризик, што е неизбежна, па макар и тоа колку услови би имало, кога станува збор за настапи, тогаш станува автоматски збор за маса на народ. Да. Која не можеш да предвидиш во колкав број ќе дојде таму народ. Не можеме да знаеме што би се случило, нели, еве, тоа се некои примери што се случи, ете, веќе не дај Боже повторно нешто такво да не најде никогаш, али секогаш носиме со нас некоја доза на ризик и така да припазуваме така стандарди, да се постават стандарди, строги правила, многу високи казни за оние кои нема да ги почитуваат правилата, за да можат сите да бидат до некаде безбедни. Симе, што ќе содржи, откри ми само еден детај, што ќе содржи албумот, дали ќе има песни интересна тематика и тоа кои што можеби ќе бидат обработки на некои песни или ќе бидат строго нови ваши песни кои Па за првиот албум строго авторско. Строго авторско. И се надеваме дека до крајот на година да не ветуваме ништо, ама ќе се избориме. Ќе се избориме, еве сега се ослободувам од работа, летно време сум по-флексибилен. Професорите се на распус имаат, не многу голем, ама доволно месеци нешто. Месеци нешто е сосема доволно распус. А веќе ете работиме на трета, имаме уште неколку во фиока што се вика и викајте на припомош ако ви треба бек вокали со задоволство. Со задоволство, така е. Еве јавно го кажам. Супер, јавно го кажам тоа. Баш ни е мило.
Добро, тука е редно Ќе ни биде време ние да задоволство. побараме режијата да ни го пушти спотот, Може. премиерно да го Ќе погледнеме ни ова биде утро и да посакаме лесно и со песна да тече Точно, целиот да, процес да, на да. снимање на албумот и ве чекам со информација кога сме при крај за да го промовираме, важи. Ви благодарам, стварно. Ви благодарам на ова укажана шанса. Одлично. Одиме со писмата на Cosplay да подсетиме дека пишувањето на писма никогаш не треба да излезе од мода и секогаш е во мода да се напише рачно некое писмо, Точно. не само порака со нашите паметни телефони, бидејќи едно убаво писмо кога ќе го најдеш после многу години е навистина Си го имаш при тебе, тука е. Да. невидено богатство, Пореално е. има емоционална вредност, има Точно. сентиментална вредност, Да. па некогаш и семејно наследство. Ми се чини доброто писмо е навистина Многу нешто што го треба, кажано Сузе, баш така. нешто што треба да се вреднува и да се почитува.